Мики Светле, добро вечер, како си поминувате на ова прекрасна забава вечерва? Па баш е фино, наискрено баш е онака опуштено и имаме многу обврски денови и се мислевме дали да дојдеме, али стварно не ми е криво што дојдовме. Како и секоја година традиционално веќе не знам, мислам дека од самиот почеток се работуваме со бавина и здравје и некако така на сите забави кога сме тука не пропуштаме и секогаш си поминуваме меѓу своји луѓе, така да убаво е кога Темата на забавата е нели да се збогуваме со летото, па кажете ми по што ќе го паметите вие ова лето? Ние не се збогуваме со летото. Тек сега Тек има лето за нас. Па шала на страна, мада не е шала, 50-50, имаме уште некои активности кои ќе бидат на Јадранското приморје и малку подоле, така да нашето збогување со летото е нешто работно. Сега брзо одиме на изборот за Мис Глоб, кој ќе биде баш на Јадранско море. Така да Ете ти? не, во секој случај по добрите моменти, по бавите работи, лето секогаш е да се опуштиме. Убаво, јас го сакам летото, не дека и во зима, кога би треба да изберам меѓу лето и зима, би избрала лето. Јас би избрал зима. Ти зима. Нема нешто конкретно. Битно е, убаво, ќе го поубави работи. Тоа е тоа, да. Гледам дека ете имате некои различни вкусови. Дали може би така е у животот? Различни работи да сакате да се мислите ете еден за друг, да не се согласувате со некој? Па различните работи ги спојуваат луѓето, нели? Може би тоа е рецепт за нашата долговечност. А и дополнително, пошто Мики е близнак, секогаш одбира две работи, тоа многу е тешко. Така да секогаш сум порешителна и поодлучна, или по донесување на одлуки. Тоа ми беше и следното прашање, затоа што вие долго време сте во брак, долго време обстојувате, што во денешно време е тоа реткост. Па дали може би постои некоја формула правилна ете за долговечен брак? Светле, ајде на Светле ги дадам збор. Ајде. Па пред се разбирање, почитување, тоа мислам дека љубов, да, нормално, меѓутоа со текот на годините кога љубовта ја поделуваш со децата, делиш со децата, веќе мислам дека со текот на годините почитувањето, разбирањето се оние два најважни фактори кои што ја движат љубовта. Се друго нормално, помагање, поддршка во работата, поддршка во приватниот живот, критики дали позитивни или негативни во она што го работиме, што го правиме искрени, па секогаш се искрени, да. Така да, тоа е тоа. Си кажа све што треба. Вики, дали ти некогаш знаеше ете да направиш некоја кавга по дома? Обично вие мажите ги правите сплетките по дома. Мислиш намерна кавга? Па некогаш да. Мора да се снајдеме некогаш, нели? Нема врска. Така, ги спомнавме вашите ангажмани, вашето модно студио Црнокрак, како и секогаш работи во полна парија, па кажете ми кои се идните проекти на кои што работите? Сега сериозно почнуваме да правиме муабет. Како што кажав, ние сме овој период усредредени некако на изборите за МИС. Ќе бидеме дел од изборот за МИС на Македонија кој треба да се одржи наскоро, на кој треба да се изберат девојки за кои ќе представуваат Македонија на Miss Universe, Miss World, Miss Supranational, Miss Grand. Потоа учествуваме на традиционално веќе 25 години на изборот за Мис Глоб. Мис Глоб ќе се одржи наскоро во Албанија, Италија и Црна Гора. Така да во интензивни подготовки сме за овие избори за МИС. Следи Fashion Weekendот, каде што исто така ќе имаме учество со наши модели, така да тоа се оние покрупни работи, но поситно си тера. Мики, кажи ми, како е цел живот да се справуваш со девојки околу тебе? Како успеваш? Па, успевам некако.
Многумина не знаат да се справат со една, не па со толку многу. Не е лесно, морам да признам дека не е лесно, али тоа ми е дел од приватноста и дел од работата, така да Со 3 жени дома и плюс 2 кучиња женски. И приватно, и на работа. Па, убаво ми е. И тешко и во, така да Морам да ве прашам неколку прашања кои што им ги поставуваме на сите гости, значи тоа се блиц прашања. Па ќе ми кажете што е полошо, да снемате дома тоалетна хартија во ВЦ или да снемате Wi-Fi? Па има решение за тоалетната, така да за Wi-Fi-то јас сепак Wi-Fi-то би го исправ. Има замена за тоалетна. Wi-Fi-то ќе биде голем проблем ако го снема. Да вистина. Постои ли некој наслов во медиумите кој што се го прочитале и не бил точен, не се усогласувал со вашиот живот? Ете ве повредил на некој начин? Па, искрено да ти кажам, немало такво нешто. Може би порано, пред многу време, али во последно време не. А јас се сеќавам на еден наслов, не за нас заедничко, него бев уште на мој 20 на години така. Во тогашниот Фокус магазин излезе нешто као познати личности Сайбер со Рамбо Амадеус и јас бев, да го памтам, јас тоа го доживеав, не знам, многу трогателно и за тоа уште е во глава, па ми се извинуваа јавно, меѓутоа со тек на време сватив дека тоа е нели дел од јавниот свет. И тоа е тоа. Не е нешто скандалозно, али тоа. Нормално, јавни личности подлежат на секакви наслови, поготово успешни како вас. И за крај морам да ве прашам, дали може да ми кажете вечерва колку пари имате во вашиот џеп? Јас имам само картички, во пари нема само. Јас сакам да ти кажам дека она сигурно има нула пари, али картичка има. Колку тежи картичка? Доволно. Ви благодарам многу, ви посакувам во вечер и да се видиме наскоро со малце подолги разговори. Сине убаво и голем поздрав до сите гледачи на Хајп телевизија.